Беше тоа на 25 ноември 1855 година, кога во селото Голозинци, Велешко, роден е Антон Лазов Јанев, македонски револуционер, деец на ТМОРО и ВМРО. Познат како Андон Ќосето или Андон Велешанецот, од 1896 година бил борец во четите на Михаил Попето, Јане Сандаски, Христо Чернопеев и други, а потоа формирал своја чета. Во 1897 година учествувал во пленувањето на струмишкиот Назлим Беј, потоа во 1901 година на мисионерката Мистон, како и во Линдиското востание во 1903 година. Потоа бил војвода во Гевгелиско, инспектор на четите, делегат на првиот редовен конгрес на Селскиот револуционерен округ и доброволец во Македонско-Дринското ополчение 1912 до 1913, пошто живеел во Горна Џумаја. Секоја наредба на ВМРО ја извршувал без поговор, таму каде што ќе загустеле работите на теренот, каде требало да се расчитат сметките со тие што му создавале проблеми на народот, го испраќале Ќосето. На 25 ноември 1867 година Алфред Нобел го патентирал динамитот. Патентните права му донеле големи приходи од кои до денес се финансира наградниот фонд на Нобеловата награда. Беше тоа на 25 ноември 1920 година, кога за скопски митрополит е избран епископот Варнава. Дојден од Црна Гора, а според кажувањата на постаре лица, тој потекнува од нашиве краишта и како мало дете бил посинет во Црна Гора. На 25 ноември 1920 година во Скопје избувнал штрајк на 120 кројачки работници, кои барале 8-часовен работен ден и зголемување на платата за 10%. Штрајкот завршил со делумен успех. Беше тоа на 25 ноември 1925 година, кога во селото Долнени Прилепско е роден Пеце Атанасовски. Неговите први музички ангажмани започнале со националната радиостаница. Тој бил професионално ангажиран во Радио Скопје, а од 1946 година и во Државниот ансамбл за народни песни и игри Танец со Скопје, почнувајќи од 1950 година. Починал на 14 септември 1996 година во Скопје. Долги години беше и раководител, кореограф на културно-уметничкото друштво Илинден. На 25 ноември 1935 година роден е Миле Неделковски, македонски поет, романописец, раскажувач и драмски писател. Бил уредник во издавачката куќа Култура, член на Друштвото на писателите на Македонија од 1963 година. Добитник е на наградите Браќа Миладиновци, Кочо Рацин, Рациново признание. Починал на 21 јуни 2020 година во Скопје. Беше тоа на 25 ноември 1939 година, кога во Самобор, Хрватска, во печатницата на Драгутин Шпулер, излезе од печат збирката песни Бели мугри од македонскиот поет и револуционер Кочо Рацин. Таа представуваше стремеж за афирмација на македонската национална култура и на современата македонска поезија. На 25 ноември 1947 година роден е Наум Попески, новинар, писател, поет, преведувач, публицист и филолог, кој е роден во Ветшани. Студирал на Филолошкиот факултет во Скопје. Долгогодишен новинар и уредник на додатокот за деца Колибри на Нова Македонија. Член е на Друштвото на писателите од 2000 година. За своето долгогодишно плодно поетско творештво за деца, добитник е на повеќе награди и признанија, како и наградата Гран-при и наградата за животно дело. Беше тоа на 25 ноември 1948 година, кога е роден Тодор Бојаджиев, македонски композитор. Своето композиторско деби го имал на фестивалот во Суботица, Младина 72. Напишал музика за неколку театарски представи. На полето на класичната музика создал десетина композиции, главно во периодот од 1997 до 2006 година. Во 2005 година го издал авторскиот албум Звездени ноќи со 15 инструментални композиции создадени во изминатиот период. По кусу и тешко боледување,
Бојажиев починал на 30 декември 2009 година во Скопје. На 25 ноември 1964 година роден е Павле Воскопулос, македонски политичар во Република Грција. Беше тоа на 25 ноември 1974 година, кога умре Утант, бурмански дипломат, 3 пати поред генерален секретар на Организацијата на Обединетите нации. Утант е прогласен за почесен граѓанин на Скопје. На 30 август 1970 година на мостот Обединети нации, мост кој ја премостува реката Вардар и ги поврзува населбите Влае и Карпос 4. Сегашната форма мостот ја добил во средината на 60-тите години од минатиот век, кога се градел булеварот Партизански одреди. Официјално, мостот е пуштен во потреба во 1967 година. На 25 ноември 1990 година ВМРО-ДПМН победи на првите повеќе партиски избори во Македонија со 37 места во парламентот. Сојузот на комунистите на Македонија добива само 31 место. Беше тоа на 25 ноември 1993 година, кога весникот Нова Македонија, освен со текст, присетени и со фотографии во сите делови на Европа и во светот, со вклучувањето преку сателитската врска во фотосервисот на ЕПА, на Европската фотоагенција, Нова Македонија визуелно ги покрива сите значајни дневни настани во светот. Беше тоа на 25 ноември 1995 година, кога во Скопје умре Панчо Давчев, македонски академик, еден од основачите на клиниката за гастроентерологија во Скопје. Роден е во Велес на 15 јуни 1922 година. На 25 ноември 2018 година умре Мите Грозданов. Веднаш по дипломирањето на Театарската академија во Белград на осеко за глума во 1967 година, се вработува во драмскиот театар кој ќе остане негова матична сцена се до пензионирањето во 2008 година. На самиот почеток се вивнува во уметничките височини, закитувајќи се со златниот ловоров венец на престижниот Сараевски фестивал МНЕС за надсловната улога во партитурата за еден Митрон. Помеѓу оваа представа и историската хроника монодрама, кој тој ја одигра по повод официјалното заминување во пензија, се врамени уште многу улоги, награди, монодрами, но и поетски збирки, приватниот театар Македонија и на крајот, секако не помалку значено за неговата кариера и творечко кредо, тука се подразбира неговата боемштина која лично ја смета за составен дел на деликатната и тешка професија. На 25 ноември е меѓународниот ден за борба против насилството врз жените.